За жал, кај нас инвалидните, телесни инвалиди, што се немаат пристап скоро во ниједна институција. Мене ми се случи, кога ми беше сообраќајката од која останав инвалид, во државна болница да си барам сам другари да ме однесат на магнетна резонанса, пошто ми кажаа дека нема пристап како да ме однесат. Со овие зборови 38-годишниот Благојчо Георгиев од Битола ја илустрира за жал болната вистина за инвалидните лица во Македонија, зашто како што вели и она малку што им останало им го одзела државата. Тој буквално е жртва на Facebook статус. Имено власт уште пред година и пол му донирала електричен скутер за да се движи надвор, па му го одзела, само зашто на Facebook пишал дека државата недоволно се грижи за лицата со инвалидност. Вели дека е срамотано и греота кога премиерот Зоран Заев и СДСМ јавно се пофалиле дека му донирале електромотор, а потоа му го побарале назад. Еве го документот, овде стои јасно дека СОС Балкан Медија од Охрид, тоа е здружение за еднаква застапеност на лица со посебни потреби на медиумите, но интересно е овде што има, посебна благодарност на сите наши помагатели. Премиерот Зоран Заев, министерот за здравство доктор Венко Филипче, веќе откако ми ја дадоа количката, јас секогаш сум ја пишувал реалноста и станав мета на напади. Во стилот као Заев ми подарил количка, јас сум не бил благодарен, јас ваков сум бил, јас онаков сум бил, како сум можел да ја навредувам сега власта, дека сум настроен профамаровски, продапамановски, не знам како да кажам, мета на напади. Но ова не е се. Одземен му и надоместокот за туѓа нега. Еве јас лично, мене ми беше укината, поради тоа што немав запазен рок. А јас не можам секој ден да гледам во документот кога ми е за обновување. Георгиев ја кажа и маката на глувонемите кои не можеле редовно да го запазуваат рокот во социјално и тоа за да ги проложат документите. Во лица со попреченост спајаат и глувонеми, и како тој може на телевизија да види, да кажат, да соопштат. За мене е малку, да не кажам идиотски, ама е идиотски. Како може инвалид човек да го тераш да си запазува рок? Зошто? Која е причината да не му се јавиш? Од кои причини? Тешко е на социјалниот работник да осврти телефонот? А тој седи во канцеларија и тоа му е работа. Лицата кои што не се соочуваат со инвалидност не може да замислат дека само една рампа може целосно да му го промени животот на лицето со инвалидност, вели Георгиев. 70% во институциите нема пристап за инвалидните лица. Или ако има негде пристап, има рампи направени вакви као на Хималаите да се качуваш, со инвалидна количка не е возможно да те качат. Инвалидните лица се премногу, како да ви кажам, се осеќаат отфрлени од општеството. На заминување Благојчо ни кажа дека и натаму ќе се бори за подобрување на животот на сите инвалиди. Си замина со оваа собна количка со која и дојде, но со надеж дека работите ќе мрднат од мртва точка.